ќе дозволите покрај ова и уште неколку други коментари, затоа што мислам дека е многу важно. Во суштина отвараме многу важна тема за која што ако сакаме да зборуваме, може да зборуваме многу, меѓутоа не само да зборуваме, туку да детектираме слабостите на кои што сме сите свидоци, да најдеме модел како најбрзо и најлесно би можеле тие да се пребродат. Едно од тие е контактите на телефоните, кои што и ние го констатиравме како кабинет, затоа што знаете дека како кабинет кој што е одговорен, и јас како одговорна за следење на исполнувањето на етичкиот кодекс на функционерите, ги организираме обуките за функционерите и се соочуваме точно со овој проблем. Нефункционалност на телефонскиот број, на имейл адресата и така натаму. Привршуваме сега со обуките и на избраните именувани, обуките за интегритет на избраните именуваните функционери, и на крај од оваа сесија сите согледувања на луѓето од мојот кабинет за невозможноста на контактите, договорени сме да ги ставиме на хартија како информација на влада, да ги дадеме и за да ги задолжиме сите институции да се направат корекција. Тоа е во тој дел. Сакам да ја отворам темата за која што сметам дека заедно и со медиумите и со граѓанскиот сектор е неминовно да ја направиме, а тоа е за детектирање на рол моделите во општеството. Јас со кабинетот започнавме една кампања минатата година која ја нарекувавме "Зависи од мене и од тебе". Во фокус се младите, во средните, во основните училишта. Пред некој ден имавме на фон универзитетот, затоа што за мене е многу важно прашањата за интегритет, за одговорност, за професионалност, за етика и за морал, да почнеме да ги зборуваме од најмали нозе. Затоа што ако ги вградиме како вредносен систем, уште од мали нозе, за десетина години, кога истите тие ќе бидат ученици сега, ќе бидат на позиција да водат или да работат, да бидат дел од некоја организација, без разлика дали од приватниот и државниот сектор, тогаш промената во општеството ќе биде неминовна. Затоа што ова се прашање кои што ова е процес. Не може да се направат промени преку ноќ, за жал. Меѓутоа можеме да го интензивираме процесот ако заедно се договориме како тоа да го направиме. Едно од тие прашања кои што можеме да направиме заедно со граѓанскиот сектор и со медиумите е дефинирање на позитивните рол модели, затоа што ние ги изгубивме вистинските вредности во целиот овој период на транзиција која што не завршува, и искрено мислам дека нема ни да заврши, заради тоа што едноставно општеството се движи и се развива, општествените токови се толку брзи, особено во овој технички и технолошки развој. Општеството едноставно мора да стане поагилно за брзо да ги следи тие промени и да дава одговор на се тоа што таквите промени го носат. Тие се дел позитивни, меѓутоа и дел негативни. Затоа сме сите свесни. Едно од тие прашања на кои што ги разговараме со младите и се исто така прашањето за двојни стандарди. Затоа што, например, ги прашувам што очекуваат од професор за кој што знаат дека му се врши притисок од страна на директор, на родители, за да стави 5 на некој ученик за кој што знаат дека заслужува 3. Тие велат дека очекуваат да додржи до својата професија, до својот интегритет и да не попушти. Им велам, ако тој ученик сте вие, тогаш што би очекувале? Па да попушти. Двојните стандарди ни го рушат општеството од внатре. И јас сум сигурна дека секој од нас се соочил, никој од нас не е совршен. Секој од нас се соочил некогаш со таква ситуација. Меѓутоа, ако се договориме заедно да интензивираме, како да кажам, кампањата и да преовладува наративот за тоа што е позитивно, што е вистински вредносен систем, да го дефинираме тој вистински вредносен систем кој сега има еден дел кој што е традиционален во смисла на етика, морал и интегритет,
Меѓутоа има еден дел кој што мора да одговара на времето што го носат социјалните мрежи, социјалните медиуми, наративот, говорот на омраза, храброста позади лажните профили и слободата да се изнакаже се и говор на омраза и навреди и дисквалификации на се и се што меѓутоа едноставно ако имаме општествена свест дека тие треба да се изолираат и да се казнат, тогаш ретко кој понатака би продолжил да се осудува да го користи таквиот наратив и таквиот говор. И само на крај, тоа што го кажам претходно, јас исто така, ако сте приметили и во изјавите и во интервјуата, велам дека ова се реформи за нас. Независно од тоа дали се дел од реформите кон Европската унија, кон пристапување и така, значи ова се едноставно работи кои што ние мора да ги направиме за подобро да живееме. И апсолутно се согласувам со тоа и сметам дека е важно тој наратив да превагне. Заради тоа што за нас е важно да имаме администрација која ќе биде насочена како сервис на граѓаните. За нас е важно владење на правото, за нас е важно дигитализација на процесите и како тие ќе. За нас е важно да имаме општество кое што е поотпорно на корупција, со поголема свесност за тоа што е исправно, што е погрешно, и тоа уште од мали до нозе. И за тоа, меѓу другото, е важно да градиме општество кое што ќе биде економски доволно силно и стабилно за да може да биде поддршка на сите овие промени. Заради тоа што граѓаните се среќни кога на крајот на денот не се обременети со својата екзистенција, која ќе знаат дека платата што ја заработуваат, економските услови во кои што живеат едноставно обезбедува нормална живеачки за себе и за неговото семејство. И не случајно е за тоа економијата базирана на образование и наука. Јас ќе ви кажам дека уште на времето кога бев пратеник, бидејќи ја водев Комисијата за образование, наука и спорт, организирав една регионална конференција за важноста на vocational education and training, образованието со сите од сите аспекти, и од аспект на труд и социјална политика, и од аспект на вработување, од аспект на образовна политика и на економски развој и така натаму. И не случајно е обврската сега на приватните компании да се прилагодат на SDG стандардите, каде што тоа G то значи governance, меѓу другото, до 2030 година, заради тоа што после 2030 година нашите компании треба да бидат свесни дека ако не се прилагодат на овие SDG стандарди, нема да можат да извезуваат во Европската унија. А не се ниту малку лесни, многу се захтевни, бараат време, и приватните компании едноставно, кои што сакаат нели да бидат конкурентни на европскиот пазар, мора колку е можно побрзо да го направат тоа. Го спомнав етичкиот кодекс, морам да се навратам. Вие знаете дека има реакции во јавноста секогаш кога некој ќе го прекрши. Ние до сега се покажало и сигурна сум дека јавноста многу брзо увиде дека го применуваме и го имплементираме етичкиот кодекс без да водиме сметка за кого станува збор. И проценуваме само врз основа на аргументите што ни стојат на располагање. Сакам да искористам приликата да кажам дека има видливи промени. Меѓутоа, тие видливи промени се за нас. Заради тоа што благодарение на нашето постапување и притисокот од јавноста, не им е седно на функционерите да бидат посочувани како функционери за кои што е изречена опомена. Меѓутоа, тоа што можеме да го направиме е можеби да потенцираме позитивни примери некогаш. Нели кога некој се однесува согласно етичкиот кодекс. За да се промовира нема такви, за да се промовира во насока на тоа, на рол модел, да се види дека не секогаш и политичарот и секогаш
лош, заради тоа што ние некако во таа сакаме да генерализираме. А јас сум секогаш против тоа. Сум секогаш за индивидуалната одговорност. Меѓутоа за нас секогаш сите доктори во ист кош, сите професори во ист кош, сите суди обвинители во еден ист кош, сите политичари во еден ист кош. Ние едноставно треба да најдеме храброст како општество и да речеме ова е добар. Значи, ова е профилот во оваа професија кој што ние би сакале да го видиме како некој кој што професионално, со дигнитет, со интегритет си ја врши работата, а ние имаме такви многу. И се многу повеќе во секоја професија, отколку ние малкуте зли, кои што превагнуваат и ги оцрнуваат сите професии и го пораснуваат незадоволството кај граѓаните. И тоа е нашата одговорност. Исто како што во администрацијата сакаме да ги пофалиме и да ги наградиме тие што се добри, а да ги казниме тие што не си ја работата добро, така останува и за останатите. Се надевам дека одговорив на прашањето.